радоста не е во предметите. Таа е во нас. Добро вечер. Добро вечер. Лево! Лево. Лево! Абе, лево! Абе, ти пијан ли си, бе? Лево Абе, иди, бе! пијан ли си, бе? Иди лево, кој ти викаат лево, не да идеш десо! Абе, ој како да нема пилот, бе! Лево, бе, кој ти викам? Пијан е, бе, Лево, добро е, аман више. Абе, Срцка, не се нервирај, бе, Срцка, не се нервирај. Како да не се нервирам? Ај, не сум Срцка е жена ти. Ајде сега на полетување. Ајде, Полека сега. полетувај. Дај газ, бе! Леле. Абе, дај газ, бе, ќе ја промашиш писмата, дај газ! Ало! Четврта, улаци у четврта, бе! Абе, не се дери, бе, ги разбуди комшиите, ало, полека малце. Докторе, бе, го гледаш ли? Дали го гледаш шо прави, бе? Ја на овој не би му дал автобус да вози на ЈСП, а не па авион. Автобуси, кој ќе вози? Автобуси нема никој да вози на ЈСП, бе, веќе. Знаеш ли? Зошто? Па, како зашто 10 милиона евра му должеле, напуцале за бензин? Еј, ке нема бензин, ке нема кој да вози. Леле, види го. Што? Абе, кочи, бе! Абе, кочи, бе, вториот го види! Кочи, бе! Леле, ки се удря. За малце ќе се звизне. Не почитуваат семафори, бе, колешки. Па не воспитани, Ама од бе, јануари не културни. казни, само казна за нас. Така е. Абе, така. што правите вие двајца? Па јас и колегата навигираме авиони. Да, бе. Навигирате. Ние сме радари, бе, да. Радар, каков радар, бе? Добре, бе, ти, докторе, ти изгледа не си информиран, бе, мај. Стварно појма немаш. Абе, расипани си информатичките делови на компјутерот и сега не функционира радарот на Скопски аеродром. И ние мора да го замениме. И затоа Радарот. ние навигираме со Да. колегата. Браво. Контролори за летање. Браво, Ја и браво. колешка. Навигирајте вие, навигирајте, битно е да има ред. Оп. Еве го. Леле, Ајде, полека. Леле, ајде, колега, полека. ајде. Симни се поле. 100 метри симни се уштема. Абе, не така нагло, бе, не возиш копири, бе, патници возиш, бе. Добре, се спушти. Добро. Не, бе, срце ќе остане. Добро, вака сега. Ако се изнавигиравте, јас предлагам да си одиме сега на вечера, па терапиичка, па да си легнеме по. Мене не ми се спие. И мене не ми се спие. Да. Ја башка имам и нокни летови, јас од трета смена, кажи Печест ме. ноќни летови идеме, докторе, не може се. Значи вака сега. Доста е навигирање, мора да атерирате сега во хангар. Ајде да се приберете во хангар. Како хангар, бе? Каков хангар? Што ти значи тоа хангар? Во кревет! Ајде контролори на летање во кревет. Ајде во кревет. Не. Чим вика така, доктор? Ајде си легнеме. Добар ден, кратка анкета, дали може? Може, дечко Повеле? За случајот онкологија и пресудата, што ќе кажете? Абе, шо да кажем, шо ме тераш да зборам вакви болни работи? Сега баш ми јавија дека ќерка ми е трудна, не ме терај да плачам на ваков убав ден, значи те мола. Пералната на клиничкиот центар со денови не работеше, во ходниците можеа да се видат валкани, неиспрани чаршафи, постелнини. Па имам решение за тоа. Какво е решението? Сега ќе ти кажем, нели и до сега си носевме ние кои ќе не хоспитализираат пиџами. Така, наместо пиџами, ќе си носиме сега и чаршавче, и кебенце, ќе си носиме и јастучница, ќе си носиме и храна. Најво ќе биде да си купиме и лекови и тогаш ќе биде се туто комплето. И да ви кажам, нели е тоа решение? Ја друго не гледам. Па ни јас. Како и да ја одиме понатаму, гасификацијата е процес што може да трае со децении, па затоа владата ќе дели филтри за оџаците на домакинствата, ќе бидат поделени околу 10.000 филтри. Дечко, јас да ти кажам една работа. Дишиш, ќе дишиш дука и 20-25 октомври, значи после ќе се гушиме. Ама шо, тоа не е чудно, секоја година е така. Ја и кога има чист воздух се гушам, јас сум научена на смрде. Доколку Македонија не го продолжи својот пат кон ЕУ, дел од граѓаните на оваа земја ќе отидат со Албанија, а друг дел со Бугарија, рече Али Ахмети. Дечко, јас ќе си одам за Германија. Значи, јас имам таму зет и ќерка и како што ти кажав, ќерка ми е трудна. И ќе се породи, ќе си гледам внучи таму, разбираш? Јас сум таза разведена сега и му реков на зет ми да ми најде некој Ханс.
И он вика, гледај, за тебе не е Ханс, многу се смотани. За тебе ќе ти најдам некој Исмаил или некој Джеват. Турците се умрези за македонките. Така да, али не се секирај, значи јас не одам ни за Бугарија, ни за Албанија, ќе си одам за Германија. Данки, фидерзем. Auf Wiedersehen! Чувствувам одговорност и сум се извинил најмалку 10 пати што пред 4 години застанав зад Данела, рече Мицковски, а градоначалничката експресно му одговори: јас им се извинувам на граѓаните што сум мислела дека си чесен професор и интелектуалец. И Данилче така му кажа? Така. Море, удирање, удзивана, браво, браво. Види, ова е забава за народ и све е тоа окей, браво, што да кажам. Циркус. Али јас сум приметил една работа дека овие ВМРО-вци нон-стоп се извинуваат, човече. Еве ќе те потсетам, на времето Љупчо кога беше премиер, он се извинуваше заради покоен Борис Трајковски. После дојде Груевски, он се извинуваше заради Љупчо. Па сега дојде Мицковски, он се извинува заради Данела. Они нон-стоп нешто се извинуваат. Ја лично им простувам на сите. Нема проблем. Ама што фајда од тоа бе? Ние се угушивме од депониеве. Чекаме автобуси со саати. Чекаме некоја подобра иднина, а таа никако да дојде. Од извини не се живее, другари. Па така е што. Секој трет граѓанин имал допир со корумпиран службеник, вели истражувањето на факултетот за безбедност. Што ќе кажете за ова? Секој трети граѓанин. Да. Па тоа е одлично. Одлично е, супер. Значи, иде првиот граѓанин, ништо не му бара. Иде вториот, ништо не му бара. И се третиот, дај бе некој денарче ќе ти завршам работа. Али првите двајца ништо не платил. Така да тоа е многу окей. Тоа што покажува? Тоа покажува дека нашите чиновници се луѓе со срце, бе. Имаат емпатија кон сопствениот народ, сваќаат дека народот нема пари и не бараат од секого. Браво! Поздрав до службениците. Така треба. Добро. Супер. Украина е способна со помош на западните сојузници повторно да ги освои териториите окупирани од страна на русите, рече американскиот председател Доналд Трамп. Шо збориш, бе? Така рекол? Така. Кога? Вчера, завчера, тоа нешто ново, е? Да, ново е. Абе, тој истиот Трамп до пред неколку дена викаше дека Украина ќе треба да врати, тоест да даде дел од своите територии на Русија за да се дојде до мир. И сега, он си легнал пред 2-3 вечери, по ти што го кажуваш, сањал нешто и сега има нова идеја. Ја имам впечаток дека во одредени моменти Доналд опасно го зеза Трамп. Али на човекот му е забавно. Толку? А за Палестина ништо не ме прашаш? Па не, срам ми е. И мене ми е срам. Значи, нашиве мува не ги лазе. Опасни тврдокошци се. Толку. Чао. Чао. 200 грама шекер и тоа во крак. 300 грама падови, 200 грама орови и 700 грама треба индиски орев. Тоа ти е најважно. И плюс рерната... Ајде изгасете го телефонот вемо. Чекај малку, извини, чекај малку. Извини, ќе се јавам, Вест, ќе се јавам. Добар ден, кажете? Добар ден. Додека поменувавте на пешачки премин, зборувавте на мобилен телефон. Ево зборувавте на Весна и кажував рецепт за торта. Па според новиот закон, ако зборувате на мобилен телефон додека поменувате на пешачки премин, треба да платите казна во износ од 40 евра. 40 евро. Се заебавате. Па не е се, такав е законот. Исто така ако возите тротинет, велосипед или трактор и зборувате на мобилен телефон, треба да платите казна од 50 евра. Леле, па поглуп закон не сте може да смислите. Глуп, не глуп, таков е законот, тоа да си видите со панче, со судиите, кажете ми дали ќе платите веднаш или да ве запишам. Шо ќе ме запишуваш? Ќе ти платам се. 40 бе, евра. 40. Срам да ви е. Срам да ви е и арамдат се парите. Абе, видете, господјо, овој закон е за ваше добро, бидејќи кога зборувате на мобилен телефон, вие сте деконцентрирани и се може да ви се случи, може да ве сгази кола, не дај Боже, за ваше добро е. Да, бе, нема како ќе ме сгази кола. Каква кошулка ми отиде, бе, каква... Срам да ти е, бе, срам да ти е. Каква една си пикирав, знаеш ли? Добро, ама чекајте, тоа не е се, тоа не е се. Вие добивате медаља и јас ја имам таа чест да ви ја врачам оваа медаља. Еј, хубаво ви стои, ајде со здраве да си ја носите медаља. Зашо е таа медаља, дечко? Оваа медаља е затоа што вие сте првата жртва на овој закон. Ајде со среќа, честито нека. Оре, марш, будало! Да си ја набуташ у...
мене ќе ми ваку дава медалја, мајму не. Бре, ја добро ти правам медалја ти да ме уште. Види овој. До пазарче идам се, да. Ало, господине, каков е тој телефон? Чекај некој джандарче нешто премува. Ајде се слушање, човек. Како е Кажи. телефон? Здраво бе, годно со викање. Ова не е мобилен телефон. Ова е обилен телефон, значи голем телефон. И произведен е во Кина, а целта на производството знаеш што е на вакви телефони? Шо е? Па да не подсетат на старовремските телефони, бе, гледај го бе, како изгледа човече, види го, лепотанче, еј. Ти нешто ме дриблаш ме, да? Не бе, не. Да, сакаш да провериме? Кажи ми го број. 072 Добро, 922 добро. 500. Ајде, бе. Види бе, звони бе. Па што ти кажам јас? Ало, добар ден. Звони. Како сте господине Джандарче, дали сте добри? Ало, многу има... блиску сме, Блиску сме, да, тоа како се вика, фон. Тоа ти е. Иначе, јас си го купив, почна ме подсетува на детство и многу сум среќен да ти кажам. Јак штос, стварно е. Ако седам у кафана, значи сите гледаат во мене. Да бе, кој правам уебет на мобилен телефон. Добро, господи. Тоа е. Вака се. Кажи, Вие зборувавте на мобилен телефон, додека поменувавте на пешачки премин, а новиот закон предвидува казна од 40 евра за тоа. јас законот го знам. Ама ја не зборев на мобилен телефон. Како не збореше, те видов со своји очи, сега ме правиш будала. Јас зборев на обилен телефон, а не на мобилен. И колку што знам, во законот нема член што е посветен на обилен телефон. Посветени се членовите само на мобилните телефони. Така ли? Стварно ме Па преска го читав. Па решете си го тој проблем. Нема член за обилен. Па не, решете си го проблемот, ќе ти платам, вака не ти плати. Ништо, слово Чао, си ти, ја ќе ајде. видам со министерот сега, ова чудна работа, прв пат се сретнувам со ваков случај. Ало, министре, аби имаме проблем со законот, па тука ми се појавуваат обилни телефони, немаме член за обилен телефон, не можам казна да пишам. Ајде, видете таму, ајде. Разговараме со нашата позната аптекарка Марта Мартиновска. Господја Мартиновска, што апчиња најмногу конзумира нашиот народ? Па главни конзументи кај нас во аптека се пензионерите и они најмногу конзумираат апчиња против зголемен притисок, за смирување, апчиња за срце, тук там по некоја виагра, али морам да напоменам сега дека во последно време доаѓаат и млади и стари пациенти. Значи и млади луѓе доаѓаат да купуваат апчиња. Дали тоа се должи можеби на смрадот од депониите? Не, тоа го надминавме, више тоа не постои, него како се наближува 29 септември, така се зголемува бројот на пациенти кои што доаѓаат кај нас. 29 септември, тоа е за 2 дена. Да, во понеделник. Не можам да сватам каква е врската на 29 септември со зголемувањето на продажбата на апчињата, но 29 септември е почетокот на кампањата за локални избори. Токму така и сега ќе ви дадам неколку примери. Еве, пред некој ден дојде една средовечна господја, ми вика, ве молам, дајте ми нешто за смирување, многу ми е тешко, кога ќе го видам од овој Мицковски, значи не можам да дишам, многу се возбудувам, дајте ми нешто за смирување и јас си викам, па ако многу се возбудувате, ве молам, сменете ја програмата, пуштајте си на порничи и вика да порничи и она ми вика не можам да гледам порничи, добивам тахикардија. Да. Добро, сега да не го пеналиме само премиерот Мицковски, така? не, Претпоставам дека има пациенти што се револтирани од Филипче. Да, има и такви. Еве сега ќе ви дадам друг пример. Доаѓа еден дечко на свој 35 години, ми вика дајте ми некакви капки за прогледување. И му викам какви капки за прогледување, што осеќате, нели морам да го прашам. И он ми вика, кога ќе го видам Филипче, ми паѓа мрак на очи и сатоа сакам да ми дадете некакви капки. И му дадов и капки. Капки за прогледување. Добро, доаѓаат ли албанци да купуваат лекови? До сега не дошле албанци со таков проблем. Не сум имала такво искуство. Јасно. Ви благодарам многу, господја Мартиновска. Убав Фала муабет многу. направивме. Докторке,
Јас се извинувам, здраво. Здраво, и не сум докторка, јас сум аптекарка. А добро, тоа све исто, мислам. Кажи ми, докторке, дали имаш да ми кажуваш нешто, да ми препорачуваш нешто многу квалитетно против диафрагма? Ова што е пролив. Не диафрагма, диареја. Диареја за деца или за возрастни? За сите, и за деца, и за мене, и за жена, и за мајка, и за татко, за све колективно треба. Па вас вирусот цела фамилија ви нападна? Не бе, брат, бе, не бе, ова за 2 дена е овој предизборна кампања. А кај мене у фамилија, дојде предизборна кампања, одма проблем. На сите у стомакот како ни правака вр, тоа. Абе, ни се превртува црева од овие ајдуци, и наши, и ваши. Досадни се, леле, досадни како балерина у пензија. Жими све ти кажувам, тоа. Ама проблем не голема фамилија у ВЦ да отидеш, едно ВЦ, многу луѓе, татко ми кога се заглави у ВЦ, катастрофа, врта се. И викам да дојдам ја кај овој докторка да ми дава нешто за диафрагма, за да издржиме до 19 октомври, треба тоа многу дена се, Диареја. Диареја, дојди ќе ти дадам нешто за затвор. Не затвор, не, зашто затвор? Кој затвор? Што сум правил ја? Што сум грешил ја? Без мене затвор. Зашто мене затвор? Што му даваш затвор на овие досадни што се гураби и што јадат? Ја затвор не. Не таков затвор, нешто за запек. Да не как. Запек, може докторка. Ај ти заврши со овој господин, ја ќе ти чекам. Чекаме таму. Толку ни е муаветот. Ви благодарам, господјо Мартиновска, на муаветот. Се најубаво услужете го човекот. Ете, почитувани гледачи, се развеселивме со муаветов. Што да ви кажам, за 2 дена почнува кампања. Снабдете се со лекови, бидејќи ќе биде многу досадно. Пријатно. Некои си го викаат јаболци, други јаболце. Ама како и да се каже, нема грешка. Ова селце припаѓа во општина Сопиште и е на само 20 километри од центарот на метрополата. Постои повеќе од 5 векови. Ете, денеска сме таму. Не пречека Ѓоргија Ацковски, кој е роден тука, а живее во Скопје. Веднаш се закатанчивме за името. Јаболце се вика селово бидејќи имало многу јаболки. Овде, јаболци, порем сум слушал, е турски збор некој што кажува на карпи, на камења. Порано живееле многу, имаше училиште до 4-то деление се учеше овде. Јас сум учел, значи, овде до 4-то деление. А сега многу малку има дали едно 10 фамилии, да не речам, што седат тука вкупно. Иначе има тука и македонци, и муслимани, албанци. На времето овде имало житница, се саделе зеленчуци и овошки. А сега е спокојна тишина, што единствено ја нарушуваат авионите во прелет и ветренцето кое постојано си пирка. Целиот овој појас околу Јаболце, Говрлево и Сонја е рај за луѓето со белодробни заболувања. Тука го има она што народот го вика ружа на ветровите, а доказ за тоа е и следниот исказ. Овде јас сум и остал колата порано месец дена надвор, прашинче не фаќаше. Во моментов, во околината на Јаболце има 13 рудници и се работи на големо. Овие карпи што ги гледате се домови за орлите. Тоа е Орлак. Тоа место е Орлак го вика, познато по тоа што орлите тука се криеле во дупките, седеле орлите, али од друга страна па интересно сите пчели што имале од овде и од други околини селава, бегале пчелите кои ќе избегнале, оделе во карпите таму и седеле, значи диви пчели. И најчистиот мед го ваделе луѓето, се пуштале со јажиња, со нас овој го ваделе, тоа што кажува луѓе дека таков мед нема поубав од тој природен. Ќази Мамзовски е роден во Јаболце. Како младич заминал во Скопје и си направил куќа во Чаир. Моментално е вратен во татковиот дом и тера бизнис, а му помага и сопругата. Имам штала овде, стока чувам, крави, 80 грла. 80 крави? Да, бушави, наша македонска сорта. И тие се нешто посебни крави? Каков им е темпераментот? Да, посебни од другите крави има многу разлика. Што е разлика? Многу издржливи се, стварно малку млеко дават, секоја година дават теле, сам телец, сам зима јунец, сам го ранит, со малку трошак може да поминеме. Нередко бушата знае да роди и по 2 теленца. Кај се крави? Кравите ги пуштиме. Тие се крави што пасат. Затворени тие не се учени да седат многу.
Си бараат слободица. Да, слобода. Само ако е снег многу, не може да оди, али па да го пуштиш, па ќе шетат. Кога србите почна да ја зимат нашата сорта, Хрватска се интересира, Германија се интересира за наша сорта, македонска буша. И сега они сами ќе си се вратат вечерва? Сами. Бушата се буди кога се раѓа денот. Излегува веднаш надвор и се враќа околу 16 часот и 30 минути. Во меѓувреме си пасе тревичка под ведро небо. Нели ти е страв дека овие крави некој може да дојде да ти ги украде? Имаше таков случај на мој пријател во Сарај, му украдоа 2 крави во еден ден. Може, ама такви крави се што не може да ги фати. Лесно овие крави. Дека туш човек не сакат. Значи може и да клоцне. Не да клоц, ама бегат. Бегат. Лесни крави се, не се тешки као цементалка, као некој холандски, да не може да бегат. Не може, тоа овие ни волко не може да ги фати, таа не човек. Волк? Да. Може и волк да ја нападне кравата? Јадите. Има прајно бела годинава доста. Колку крави до сега ви има изедено волк? Па Бога ми, мене братучето и некои други има над 10. Има многу волци, има се појавија многу. Дали од пожарите, дали од кај дојде, многу имат. Ќазим сега планира да издзида нова штала. Едноставно 80 крави плюс теленца не може да се сместат во само една. Колку оди една крава на пазарот? Бога ми има пазар. Кравите почнат да одат над 1500 евро со теле и нагоре. Збориме во пакет оди крава и теле 1500 евро. Да, 1500 евро. Колку оди едно теленце да се продаде? Предпоставам дека месарите купуваат телешко. Да, со Джеза имам договор направено, иде ги зема топтан, па ги плаќат 3,80, 4 одат, тука се движат жива мера. 4 евра кило. Да. Се на се, сточарството е тежок бизнис. Има работа од сабајле до вечер, ама затоа има и парица. Генерално ти си задоволен. Многу. Многу. Со тие стока живам, скоро 10 члена луѓе само сум. Све е добро. Све е добро, само ние сме у голема мака ова село за водата. Голема мака, ние сега на ова време, еве, ако не врни у петок од дош, ние сме почари да купиме вода. Многу слабо државата имаме помош. Нема вода во тоа, дека нема ништо. Нема. Цепките ги пуштија онде за 9 километри за приклучок за вода, еве 5-та година, уште ништо немаме. Тоа беше една идеја со Патишка река, ако не се Со лажам. Патишка река, да, со Патишка река. Проблем е водата. И сега вие мора да купувате вода за кравите да имат што да пијат. Мора да ги поеме. Сака една крава пие на 40-50 кила вода. Водена. Добро, види која топлина е. Бунарите во Јаболце се пресушени. Водовод нема. Фактички, водата е единствениот проблем со кој Амзовски се бори секој ден. Па работиме ѓубре, носиме, продавам ѓубре, па нешто смрекови. Се крпиш. Не е лош животот, да ти кажам, не е лош. Тиренце нешто се прави таква работа. Се прави, не можам да постигнеме со жена ми така, што да викам, двајца сме, се правите. Ова млеко има квалитет бушата, 3,2 му е млекото. И колку оди сирењето? Кило сирење? По над 500 динара Бога ме отиде. Откај Ќазим, прошетавме до Стојан Смиловски. Патот го гледате, не треба да се коментира. Стојан е пензионер. Па јас сум овде роден, овде раснат, овде се овде. Доле сега имам куќа во Рисиче, таму ми се фамилијата, децата ми се таму. Синот, снаата, таму ми се. А вие со бабичката пак си се вративте овде? Овде пензионери сме и 20-та. И кога дојдовте? Пред колку време? Па пред 20 кусур години сум овде, ја после дојде и таја. Додека го држеле нозете, чувал бајги стокичка. Крави имав, 23 крави имав. Ама работа многу е. Работа многу. Може по 80 кила млеко дневно сум одел. Од кравите. Имаш и овци чуваш? Имав, сега не чувам. Колку овци имаш? Па ги продадов ја, 120 овци имав. Свињи сум чувал. Летоска чував овде 7 свињи. Имав. 3 имав големи, 4 бе помали. Сега кај се во мразовник? Па ги продадов. Еве како ги кани коковчињата на доручек. Пили. Тик,
тик, тик, тик, тик, тик, тик. Во моментов чува кози, прави феноменална урда, а има и 2 магаренца. Зошто ги чуваш магариња? Ги јаваш? Вода носам, немаме вода. На голема мака сме обе село за вода е. Добро, бунар немаш ли? Нема, имам еден бунар, но сам вода има. Нема вода. Се е камен, инам каби, али се да сега без бунар. Тискава бунар. Ама нема вода, тако е местото. И добро, со магарињава, од каде полниш вода? Од бунарите носев таму. Имаме бара една вамо, па и таа се пресушни и нема вода. Сега од Скопје ми носи синот, со туби, видовте тубите. Тоа е тоа. Изедовме четвртина од 21. век, а ние уште зборуваме за вода, неасфалтирани патишта и слични тракатанци. Инаку, 50 години се плямпа дека овие села ќе добијат вода од Патишка река, ама само се збори, се збори, се збори. Подсетуваме, Јаболце е на само 20 километри од Скопје. Добро, се враќаме пак на Стојан кој ни кажа дека е роден во старата куќа која сега е штала. Тука сум ја роден 10 август. Сум роден, 49 година. Во таа куќа. Мајка ми пекла леп и ме родила, а другите вршале во гумното. Само се породил? Само. Ни царски, ни марски цап. Нема тога, така било. Како овца в трло. За крај, малку уметност. Овамо на чардакот гледаме уметнички слики. Ти си нарачал да ти ги направи? Да. Ангелев си бе мајстор, работеше во црква, се позари, не ми ги направи. Бај ги побара? По 400 евра тога се позари, не ми ги направи човекот. И така. Нашата прошетка ќе ја завршиме онаму каде ја почнавме, во дворот на Ѓоргија. Вака изгледа неговата викендица. Катче за дечиња и внуци. Летниковец со видик на планини. Старини од сите страни. Чардачиња за седења во многу нијанси. Бившиот полицаец Ацковски го знаеме и како голем шегобиец. Во продолжение, еве неколку негови анекдоти кои ќе ве насмеат од срце. Еден проект работев, значи, кој работеше во полиција со детски градинки, во Карпош, 1300 деца беа офатени со зближување на децата со полицијата, панцирчини им дадовме, други работи све, комплет едукативни боенки им дадовме, кај да што да прават, да не направат грешка, да се во возила туѓи да се качуваат и така натаму или други работи да зема. Едноставно и кај да се јава некој кога го малтретира и тоа ми се јавуваат после тој проект од 92 или 192 се службата што е во МВР и вика Ѓорди што направи со тој проект, што е работата? Абе се јавува дете едно вика може да пријава малтретирање, може. Кој те малтретира? Па вика мајка ми ме тера со сила да јадам. И чекав учениците од едно училиште се си мина со бајле од автобус и за да откриам кој носи ладно оружје, ножеви и викам господа тоа ножето што ја падна чивое, видете го и сите тоа не погледнуваат кај ножето што паднало, тука се фаќа, ако носело нож, го фаќа веднаш на половината, дали тука му е ножот. И веднаш му викам, че им земав ножеите, од кај знаеш, вика, дека носиш? Носиме нож. Па викам, вие сами кажувате. Јас 77 почнав на пракса во Карпош бев и во една населба таму, со друг колега постар на пракса со него, легуеме во еден, тогаш имаше продавници, некои ретки мазија, трговски, и влегуеме во таа една шефица, многу вицови за полицајци. И еден, друг, кажува, и тогаш не чека, и кога не виде двајца, и вика, ај сега да ве прашам, зошто идете по двајца полицајци? И колега вика, не знам ја зошто идеме по двајца. И таа вика, не од кирилица, не од латиница знае. Не, викам сега, ја ќе ви кажам, нема да се наутите. Не. Викам, едниот кој ќе врши работа со вас, другиот стразда да чува да не види машти. И се наути, више не прозборе, ни виц да каже ништо од тогаш. И тоа би било се од Јаболце. Нас ни беше убаво. Се надевам дека и вие си поминавте добро. Извини една минута, нешто да ти кажам сам. Сите нешто се исплашени дека ќе бидат заменети од страна на технологијата. Па затоа јас оваа епизода решив да ја напишам со помош на вештачка интелигенција. Побарав од вештачката интелигенција да ми напише нешто смешно и еве што добив. Знаете ли што е најтешко во Македонија? Да кажеш на мајка ти дека си сит после ручек. Мамо, стварно не можам повеќе, а таа, ајде баре малце за душа, тоа не е јадење, тоа е салата.
Јадам салатата и после, ајде малце месо за сила. После месото, ајде едно парче леп за мерак. И на крај, кога веќе умираш од јадење, ајде едно колаче, тоа не се брои. Значи во Македонија, ако не пукнеш од храна, мајка ти мисли дека не те сака. И уште вештачкава интелигенција ми вика, дали сакаш да ти напишам уште 2-3 вакви смешки? Нека, не мора. Ај друг пат ќе правиме муавет. На 27 септември е празникот Крстовден или Воздвижение на Светиот Крст. На овој ден се празнуваат два настана, поврзани со крстот на кој беше распнат Христос. Прво, пронаоѓањето на Голгота и второ, враќањето на крстот од Персија во Ерусалим. Во 4. век, кога царицата Елена била во светата земја, решила да го побара и да го најде крстот Христов. Некој евреин по име Јуда бил единствениот кој ја знаел локацијата. Го покажал местото под идолскиот храм, па копајки во длабочина биле пронајдени 3 крстови. Во тоа време поминувала поворка со мртовец, па врз него биле положени крстовите. Кога го ставиле третиот, упокоениот оживеал и по тоа станало јасно кој е крстот на кој издивна Синот Божи Исус Христос. По неколку векови, кога царот Хозрој го зазел Ерусалим, крстот Господов го однел во Персија. По 14 години, поточно во 628 година, грчкиот цар Ираклиј го победил Хозрој и со слава го вратил во Ерусалим, положувајќи го во храмот на Воскресението. На 30 септември го славиме споменот за светите римјанки Софија, Вера, Надеж и Љубов. Мајката Софија останала вдовица и како добра христијанка ги утврдила своите ќерки во верата Исусова. По наредба на царот Адријан започнало гонење и убивање на христолюбците. Во тоа време, ќерките на Софија биле девојчиња, па така Вера имала 12, Надеж 10, а Љубов 9 години. Биле изведени пред царот, но и мајката и ќерките одлучно и храбро ја исповедале верата во Господ Христос, а Софија ги крепела девојчињата да истраат до крај. Мачителите биле немилосрдни, ги тепале, ги сечеле, ги фрлале во оган и во врела смола, за најпосле една по една да ги убијат со меч. Софија ги зела мртвите тела на своите ќерки, ги однела надвор од градот и таму ги погребала. 3 денови била на нивниот гроб, молејќи го Бога за Царство Небесно, и така му го предала својот дух и тајки во рајските населби, каде што ја чекале душите на нејзините блажени ќерки. За многу години. Марко Ѓолевски има 14 години. Пред неколку месеци беше успешно опериран од туморна жолчка, но за жал ова младо момченце боледува и од епилепсија, нарколепсија и апнеа во висок ризик. Потребна е терапија од 12 инекции, која чини 3000 евра, па доколку сте во можност, донирајте 100 денари на телефоните. 143-109 за корисниците на Телеком и 143-482 за предплатниците на А1. Ви благодариме на човечноста. Ако жените можат да читаат мисли, секоја секунда некој маж ќе добива шлаканица. Пријатно. Пријатно.